казните на Биби! Најнеобичен ден на Биби роден ден. Тој ден беше се само не обичен. Ке прашате зошто? Или, можеби веќе знаете. Така е. Денот беше најнеобичен затоа што на Биби и беше роден ден. А кога на Биби е роден ден, се случуваат најнеобичните нешта. Да, секако, и Биби славеше роден ден со роденденска забава за другарчињата, со торта и подароци и се друго поред, како и сите други деца на светот. Но покрај тие вообичаени работи, се случуваа уште многу други нешта, за кои ќе ви раскажам сега. Уште рано утрината, Боби ја викна Биби да одат да се прошетаат низ шумата, зашто имаше време до роденденската забава на Биби, да беше дури попладнето. Но она што Боби не го кажуваше на Биби беше дека во шумата се подготвува уште една роденденска забава како изненадување. Побрзај, Биби! Ајде да се тркаме до пештерата! Ајде! Ајде, ама јас ке те победам! Обиди се ако можеш! Јипи-рипи! Јеј! Еј, Боби, застани! Врати се! Зошто? Што се случи? Слушам како некој плаче. Плаче? Да, звукот доаѓа од оние грмушки. Шшш, полека да видиме што се случува. Ајде. Моето крило! Еј, здраво! Кои сте вие? Биби? И Боби. Мило ми е, јас сум Луна. Луна? А зошто плачеш? Си го ударив крилото од онаа кранка и сега многу ме боли. Не можам да летам. А не сакам да се вратам назад кај другите замовили. Тие постојано ми се смеа дека сум несмасна. Боби, ние мораме некако да ја помогнеме на самовилата. Ми текна. Штркот од шумата е лекар. Ама, не знам каде би можеле да го најдеме сега. Па, можеби јас знам каде да го најдеме. Ама, Како мислиш, знаеш? Не те разбира? Па, не смеам да ти кажам. Што не смееш да ми кажеш? Ништо. Боби, но ние мораме да ја помогнеме на самовилата. Ако знаеш каде е штркот, те молам, кажи ми. Ама, Биби, знам, но не смеам да кажам. Тоа ќе го расипе изненадувањето. Изненадувањето? Епа, ќе кажам. Сите животни од шумата се пред пештерата. Подготвуваат забава за твојот роден ден. Но тоа требаше да биде изненадување, а сега јас го расипав. Леле, колку е убаво тоа. Па тие ми подготвуваат изненадување. Но Боби, не, ти не го расипа, не. Напротив, забавата ќе биде уште поубава ако имаме уште една гостинка. Јас никогаш не сум била на роденденска забава. Другите самовили не ме канат на нивните забави. Не те канат? Зошто? Другите самовили се многу вообразени и не сакаат да се дружат со вакви како мене. Несмасни! Смотани! Ама, ти не си смотана. Види се колку си самовила. Не плачи, тоа молам не плачи. Па ти си прекрасна ваква каква што си. Знам, сега ќе дојдеш со нас и штркот ќе ти го излекува крилото, а потоа ќе се дружиме и ќе се забавуваме, и ќе запознаеш многу нови пријатели кои секогаш ќе бидат добри со тебе. Може? Сакаш? Многу сакам. Благодарам. Тогаш да одиме. Јупи-рипи! Јеј! И така, Биби, Боби и самовилата полека тргнаа низ шумата и стигнаа пред пештерата.
А таму беа сите. Среќен роден роден ден, Биби. Биби. Леле, ви благодарам, другарчиња. Колку убаво изненадување. Многу ве сакам. И ние ние се сакаме, Биби. Другарчиња, да ве запознам. Ова е самовилата Луна, нашата нова другарка. Здраво! Здраво! И така, откако сите се запознаа со Луна, Биби и Боби, го замолија Штркот да и го прегледа крилото. Ништо страшно. Малку лековити тревки и готово. За вршена работа. Дзун, колку сум среќна. Повторно летам. Јипи-рипи! Штркот ја излекува Луна и забавата можеше да почне. Сите заедно пееа, танцуваа, кажуваа шеги и на крајот јадеа торта од шумски плодови. Колку среќен, весел ден, мене ми е роден ден. Торта има свекички, игри и подароци. Време е за танци, шега, да играме, ајде сега. Лесно е да играш, знај, штом ке почнеш нема крај. Да играме, еве вака, лево, десно, подај рака. Скокни е наш, сврти се, напред, назад, викни јеј. Десно сега, еден, два, брзо, лево, лево пак. Крени раце, сврти се, скокни пак и викни јеј. А потоа Биби и Боби си тргнаа на кај дома, затоа што беше време за другата роденденска забава. Онаа со другарчињата од училиштето. Се поздравија со сите пријатели од шумата, а особено со нивната нова пријателка Луна. Многу ви благодарам што ми помогнавте да оздравам. А пред се да си најдам вистински пријатели, ве молам што поскоро да дојдете кај мене на гости, ќе ви направам еден прекрасен и здрав самовилски сладолед. Јеј, ќе дојдеме! Јипи-рипи, уште утре ќе дојдеме. Дојдовме и до крајот на оваа приказна. Уште еднаш, среќен роден ден, Биби! Благодарам, Боби! Благодарам, другарчиња мој! Се гледаме повторно во следната сказна. Чао! Чао! Дојдете, другарчиња! Време е за забава! Колку весел, убав ден, денес ми е роден ден. Дојдете, друга
пекиња и разни мириси и види и боби секој ден доаѓаат деца. Да. А јас им раскажувам приказни да. Ги прашувам се што не знам, ги прашувам и тоа што знам. И среќни сме секој ден. И пеам се смеам Жижи нема грижи, заиграј ко неа ти. Па запеј и сви се Жижи нема грижи, среќна е со нас. И пеам Жижи нема грижи, заиграј ко неа ти. Па запеј и сви се Жижи нема грижи, среќна е со нас. Ајде, Жижи, сега пиши. Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата З. Здраво, драги другарчиња. Денеска ќе учиме буквата З. Да ги погледнеме големата и малата буква З. Тие личат и на бројот 3, нели? Така е. Да. А сега да видиме како се пишуваат. Големата буква З се пишува вака. И малата буква З се пишува на ист начин. А сега, другарчиња, нашата најредовна игра. На буква. Погодуваме предмети, појави, животни, растенија и имиња на буквата З. Биби, дали може овој пат да почнеме од имињата на З? Зази и Зина. На. Победив! Хе-хео! Лале, Боби! Па нема кој не го знае тоа. Ајде да погодуваме животни да те видам. Може. Едно животно што скока. Зајак. Хе-хео! И едно што ползи. Змија. Јас знам уште едно што е црно-бело и се вика зебра. А зебра е и уште едно име за пешачки премин, токму поради тоа што личи на животното зебра. Биби. Заборавивме едно животно од волшебната шума на З. Па змеј. Мајката и бебето змеј. Змеј се римува со јеј. Токму така. Ајде, што погодуваме следно? Мислам дека можеме да преминеме на следната игра, сакаш? Важи. Другарчиња, ајде да погодуваме каде во зборовите што ги означуваат овие нешта ја има буквата З на почетокот од зборот, каде во средината од зборот и каде на крајот од зборот. Епа еве вака. На почетокот на зборот ја има во зелка, во зап, замок и зумбул. Биби, малку се збунив. Па и ова е збор на З. Само 2 секунди. Значи, во средината од зборот ја има во грозје, ѕвезда, прозорец и телевизор. Така е. А на крајот од зборот ја има во воз. И ја има во Дедо Мраз од Заз. Дури 3 пати. Јепрепи! Да. Ова е крајот на ова видео. Гледајте не повторно во следното видео Биби и Боби ги учат најмалите, во кое ќе ја учиме буквата Д, како дзунење. Кој дзуни во волшебната шума? Тоа е се за денеска! Довидување, другарчиња! Не промашува. Најголема птица. Ној. Ето,
Чичко Татотино, Чичко Татотино. Здраво, Бибуш, здраво, Кочи, многу сте залетани. Залетани? Да, леташе тото, леташе. Видовме орел, тато! Да, огромен и високо. Многу голем орел, многу. Можно и да беше штрк. Орел беше сигурна сум. Штркот има поголеми крилја. Како да не? Орелот има најголеми крилја од сите птици. Далеку беше. Може и да беше сокол. Врапчик излезе на крај. Орел беше тото, орел. Кај нас има и орли, и штркови, и соколи. Каква боја беше? Светло син на кај црн. Или кафеав. Не се гледаше убаво од сонцето, ама нели штркот е најголемата птица и има најголемо јајце? Сум видел, толкави се, да, кај мене, на бандера. Орелот е 2 пати поголем од штркот и има 2 пати поголемо јајце од штркот. Јас се знам. Добро, сега ќе ви кажам. Најголема птица со најголемо јајце е... Орелот! Нојот. Што? Нојот! Навистина? Навистина, деца. Тоа е најдолгата птица. Има најголеми крилја и најголемо јајце. Неговото јајце е големо и до 40 сантиметри. И едно јајце е големо колку 25 јајца од кокошка. 25? Ау! Ете, Биби, може би птицата што леташе беше ној. Сега веќе не сум сигурна дека беше орел. И изгледа беше ној. Сигурно не бил ној, деца. Ноевите не летаат. Како не летаат? Па птици се. Да, ноевите се птици кои ја изгубиле моќта да летаат. Но затоа се најбрзите птици. Како најбрзи ако не летаат? И зошто тогаш имаат крилја? Па најбрзи. Копнени птици. Да, еден возрасен ној може да трча и до 70 км на час. А со еден чекор прескокнува и до 5 метри. А крилјата му се за кочење. Кога ќе ги отвори крилјата како млазните авиони кога слетуваат, им се отвара падобран. Така и тој кочи. Значи нојот е најбрз со најголеми крилја и најголемо јајце. Колку интересно. Татичко, и што друго знаеш ти за него? Јас знам дека е труп за мижи татара, за криенка. Кога некој го напаѓа, некое пострашно животно, тој наместо целиот да се скрие, главата во песок и мисли се скрил. Јепирипи. Значи не се баш многу умни. Не се, Биби, не. Нивниот мозок е малечок, помал дури од нивните очи, кои се големи колку оваа билијард топка. Боби, тие со главата ги проверуваат јајцата во гнездото, не се кријат. Во едно гнездо може да имаат и до 60 јајца кои секојдневно растат. И да не заборавам, нојот јаде камчиња. Добро, татичко, сега претера. Како може да јаде камчиња? Ноевите немаат заби, а малите камчиња им помагаат полесно да ја се оджвакаат храната. Еден возрасен ној има и до 1 килограм камења во својот стомак, мислам, во еден од 3 стомаци. Ајде! Сега и 3 стомаци има? Ле, колку работи не сме знаеле за нојот. Има уште? Татичко, кажи ни уште. Доста е, Биби. Ако за нојот има толку интересни и чудни работи, ми е страв да прашам за штркот. Или за орелот. Со килограм камења, 70 км на час. Ајде баш да видиме. Ајде, Боби! Еве летам! Ама пешки. Како ној. Нојот имал 5 метри чекор.